Сегашните 16 нови авиолинии, кои владата ги договори за една година, ќе се прошируваат со нови. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека го форсира Охридскиот аеродром и се преговара за нови летови од најголемиот туристички центар во Македонија. Тој е задоволен што земјава станува конкурентна во авиосообраќајот, бидејќи вели во постпандемиските години регионот се развивал, а аеродромите во Скопје и Охрид значително заостанувале. Секако дека во корона кризата имаше голем пат, но после корона кризата, кога другите аеродроми во регионот почнаа да растат и имаше еден бум на тие аеродроми, Скопскиот и Охридскиот продолжија да тонат. Така што решивме да направиме нешто. Првиот потек беше да се промени политиката на субвенционирање, вториот беше да се даваат субвенции за патници кои што доаѓаат во Македонија, а не патници кои што заминуваат од Македонија. Владата објави дека со Визер се договорени 5 нови авиолетови кои ќе стартуваат во последните 2 месеци од годината. До Стокхолм, Бари и Мадрид ќе се лета 3 пати неделно, а до Прага 2 пати неделно. Билетите се веќе во продажба со исклучок на Келн како дестинација, која ќе се воведе од декември, и до обновениот лет до Ларнака во Кипар, кој функционираше само во предпандемиската 2019 година, ќе се лета 2 пати неделно. Николовски е задоволен бидејќи се работи или за нови летови, или пак за дестинации до кои порано се летало, но не на главните, туку на аеродроми кои биле многу поодалечени од градовите. Од 5 дестинации кои што ви кажавме вчера, 4 се сосема нови, затоа што порано се викало Стокхолм, но тоа биле 100 и нешто километри од Стокхолм. Сега зборуваме за главниот аеродром во Стокхолм. Мадрид исто така е главниот аеродром, Бари исто така е главниот аеродром, Келн е нешто што се оперирало и што сега се враќа, и Прага е исто така главниот аеродром, така што тоа е многу голема разлика од колку аеродроми кои што со цела почит се условуваат со главниот град или градот кој што е поголем центар, но за жал не се такви. Од ТАВ Македонија велат дека нивната цел е Скопскиот аеродром да прерасне во регионален центар со поддршка на владата и да се привлечат авиопревозници, особено за воведување летови до популарни дестинации за одмор. Сметаат дека воведувањето на нови летови ќе го зајакне туризмот во Македонија, но и ќе им овозможи на македонците краток одмор во европските метрополи. Во првата половина од годинава од Скопскиот и Охридскиот аеродром вкупно се превезени 1,5 милион патници, што е зголемување за 5, односно за 11%.